Започна уредувањето на плоштадот во село Долни Балван, нова површина која ќе биде партерно уредена и ќе му даде нов и современ изглед на ова населено место. Станува збор за довршување на проектот со изградбата на каналот Герен во село Долни Балван, со што истиот ќе биде целосно комплетиран. Проектот е финансиран од страна на владата преку унгарскиот кредит. Продолжуваат активностите кои што беа тековни во досегашниот период. Проектот за регулација на одводниот канал Герен, кој што е во една фаза завршен, продолжува истиот проект со доуредување на или една партерна површина, мал плоштад во истото населено место, кое што ќе биде и функционална партерна површина, но и место кое што ќе биде уредено за дополнителен урбан лик на селото Долни Балван. Од деновиве кои што започна изградбата, во следниот период очекувам да биде комплетиран овој целосен проект. Имено да напоменам дека проектот уредување на каналот Герен во Долни Балван со партерно уредување е финансиран целосно од страна на владата преку познатиот унгарски кредит, и ова е предпоследниот проект кој што општина Карбинци до крајот на месец март целосно ќе го заврши, и еве подобрувањето на временските услови продолжуваат градежните активности токму од ова населено место, кои што понатаму ќе продолжат и кон другите проекти. Во меѓувреме продолжуваат и останатите активности во општина Карбинци, во повеќе населени места пред се во делот на инфраструктурата. Од утре треба да започне асфалтирањето на третиот влез во село Таринци, а ќе се реконструираат уште 2 улици. Се очекува од денес, веќе утре и задутре во наредниве 2-3 дена да се асфалтира улицата која што е трет влез на селото Таринци, која што е со должина од некаде 540 метри должни. Се работи за поголем инфраструктурен зафат во ова населено место и ќе значи дополнителна доурбанизација на населеното место, онака како што имавме тенденција да работиме, а тоа е уредена инфраструктура. Како што посочи Паунов, со подобрување на временските услови ќе се работи на терен во сите населени места во делот на патната инфраструктура.